Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Трет ден по слоганот "Бараме одговори и одговорност" пред Параклисот Свети Никола во центарот на Прилеп напланне се одржува мирен собир на граѓаните на Прилеп. Не верувајте на лажни линкови за донации. Донацијата за семејствата на повредените и починатите е исклучиво преку Солидарниот фонд од Црвениот крст. Кутијата за донации во Прилеп е поставена пред Параклисот Свети Никола во центарот на градот. Знамења на пола копие утре ќе се погребуваат Андреј и Сара од ДНК, како и 59 загинати во пожарот во дискотеката во Кочани. Општина Прилеп денеска организира крводарителска акција заедно со Црвениот крст. Утре без струја неколку долински села. Приведени тројца крадци од Прилеп, од земеното вратено на собствениците. Времето денеска студено, максималната температура достигна 8 степени Целзиусови, дуваше умерен до засилен северен ветар. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Трет ден граѓаните на Прилеп по слоганот "Бараме одговори и одговорност" даваат почит на жртвите во Кочанската трагедија, положувајќи цвејки, палејки свејки. Молејќи се за брзо оздравување на повредените, прилепчани со сета почит, мирно и достоинствено го изразуваат неспокојот, тагата и болката веќе трет ден, како колективна болка што ја чувствуваат сите во Македонија. Тие денеска се потпишуваа и во книгата на жалост поставена во центарот на Прилеп. Пред Параклисот Свети Никола воедно положуваа цвејке и палеа свејки, молејќи се за жртвите во Кочанската трагедија. Лажни линкови за донација се појавуваат на социјалните мрежи преку кои се бара помош за лекување или за семејствата на починатите. Полицијата предупредува на внимателност. Кутијата на Црвениот крст за донација за жртвите кои не страдаа во трагедијата во Кочани е поставена пред Параклисот Свети Никола во центарот на Прилеп, а средствата наменети се во Солидарниот фонд за жртвите и повредените во Кочани. Сметката на Фондот на солидарност на Црвениот крст, донации со повик на телефонски броеви на Македонски телеком и Ја1, донации на средства во странска валута можат да се погледнат на банерот. До сега се обезбедени 20.932.654 денари. Средствата се наменети исклучиво за поддршка на настраданите во пожарот во Кочани. Црвениот крст на Македонија ги повикува граѓаните да продолжат да донираат. Општина Прилеп и Црвениот крст на Македонија денеска организираа крводарителска акција. Крводарителската акција беше под мотото "Да даруваме крв, да спасиме живот и да помогнеме заедно". Беше организирана во зградата на локалната самоуправа на општина Прилеп. Инаку ова е редовна крводарителска акција која се организира најчесто на 17 март по повод денот на крводарителството, односно денот на формирањето на Црвениот крст на Република Македонија. Доброволните крводарителски акции од овој тип имаат една цел – да помогнат во мотивирање што поголем број на луѓе доброволно да даруваат крв, затоа што само крвта како лек се уште е незаменлива. Во денешната акција беа собрани 60 крвни единици. Знамењата се на пола копие, а утре се погребуваат Андреј и Сара од групата ДНК, како и 59 загинати во пожарот во дискотеката во Кочани. Утре ќе бидат погребани пејачот на групата ДНК Андреј Ѓоргиевски и придружниот вокал и професор по пијано на Факултетот за музичка уметност Сара Пројковска. Погребот на Андреј е во 10 часот во капелата во Бутел, а телото на Сара за последен поздрав ќе биде изложено во црквата Свети Петар и Павле во Горно Лисиче од 12 до 14 часот.
Погребот ќе се изврши на гробиштата во Горно Лисече. Обдукцијата и идентификацијата на телата на 59 жртви на страотниот пожар заврши во Институтот на судска медицина во Скопје. Се прават последните подготовки за нивно последно испраќање. 30 жртви од Кочани ќе бидат погребани утре во различен временски интервал. Ќе присуствуваат голем број свештеници, лица од синодот. 49 жртви ќе бидат погребани во Кочани, по 5 во Штип и Скопје, 3 во Пробиштип, 2 во Виница и 1 лице во Струмица. Од нив 3 се малолетници. Во Македонија прогласени се 7 дена жалост, од 16 март до полноќ до 23 март. Утре без струја ќе останат неколку домненски села. Регионалниот центар за управување со кризи Прилеп по известувањето од ЕВА на Македонија информира за планиран прекин на електричната енергија утре четврток од 10 до 15 часот во селата на општина Долнени, село Белополе, село Средорек и село Вранче. Приведени 3 крадци од Прилеп, од земењето вратено на сопствениците. Вчера полициските службеници од Прилеп ги лишиле од слобода лицата ЕВ 27 години, ЕВ 47 години и ГГ 30 години, сите од Прилеп. При претреси во нивните домови, извршени со наредба на Основниот суд Прилеп, биле пронајдени накит и други предмети кои потекнуваат од кривични дела тешка кражба, извршени во куќи во Прилеп. Предметите биле вратени на сопствениците, а лицата биле приведени во полициската станица. Временска прогноза. Времето денеска студено, максималната температура достигна 8 степени Целзиусови, дуваше умерен до засилен северен ветар. Во текот на ноќта ќе преовладува ведро и студено време. Утре метеоролозите предвидуваат минимална температура во интервали од -8 до 0 степени Целзиусови. Во петок времето ќе биде претежно сончево со пораст на дневните температури, додека утринските насекаде ќе бидат ниски. Од сабота облачноста ќе се зголеми, а во недела кон крајот на денот и во првите денови од следната седмица се очекуваат локални врнежи од дожд. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, март 2025 година.